Ловски е, би го нарекол, совиден ЕУ експерт во регионот, еден од најдобрите ЕУ администратори, Драган Тилев. Господин Тилев, овде пред вас гости ми беше еден политичар од Хрватска, Ранко Остојич, кој ми кажа една прилично симптоматична дефиниција на ЕУ патот на Хрватска, а тоа е дека најдобриот период на Хрватска бил моментот на имплементација на ЕУ препораките и на оспособување на администрацијата во комуникацијата меѓу Загреб и Брисел. Јас сакам вас да ве прашам, како долгогодишен човек кој ја знае, би рекол, внатрешноста на функционирањето, од каде ќе регрутирате добри експерти кои ќе имаат смисла за комуникација со Брисел, со оглед на фактот дека реално гледано нам и вам ни недостигаат такви луѓе кои би можеле да и да научат и да не научат? Прво благодарам за убавите зборови. Задоволство ми е да бидам гостин повторно во вашето студио и честитки за новиот концепт, динамичен. За прв пат сте во новиот концепт, така. За прв пат во новиот концепт, динамиката е навистина одлика на овој концепт и мене изгледа многу ми се допаѓа. Што се однесува до прашањето, ние сме веќе долго години во самиот процес. Тргнавме негдека срамежливо 96-та година и сите овие години никогаш не застаравме. Може би интензитетот некогаш беше поспор и посилен, но секогаш се движевме напред. И тоа е она што прави една добра подлога, создава една добра подлога, да во институциите полека се профилираше и добар дел од нив и се уште се таму кадар кој што може да го води процесот. Процесот е изморено комплексен, обемен, захтевен, долгорочен, долготраен и нормално бара кондиција. Ова не е спринт, ова е маратон во кој што можат да успеат само оние кои што можат што имаат набиена таква кондиција или кондиција префрлено во зборовите на администрацијата, капацитет и компетентност за да можат да ги водат преговорите. Треба да ги разберете институциите како функционираат во Брисел. Треба да го разберете и европското законодавство, да го читате правилно и технички, и стручно, и во било кој друг правно, за да можете коректно да го транспонирате во нашето законодавство, да можете да создадете институции кои што ќе можат да ги имплементираат тие нови прописи и да можете тоа темпо да го држите на ниво на сите други држави кои што се веќе членки на Европската Унија, за да не бидете индиферентни. И апропо вашето прашање, токму на тоа алудирал господинот Остојич, бидејќи тоа е процес на учење кој што добива во интензитет. Ако кажам дека ние досега учевме сами или сме самоуки горе-доле, кога ќе влезете во процесот на преговори, веќе сте рака под рака со институциите на Европската комисија и со нив го создавате она тело, маса, критична маса на експерти и експертиза, која што треба да ве носи низ процесот на преговори и да создаде еден ниво, капацитет, стручност, компетентност во институциите, кој што ќе ви дозволи честно да седите на масата со сите други членки на Европска рамноправно. Господин Тилев, ако го следам логиката на премиерот Заев, кој вели дека е потребно да се алиментира целокупниот способен, креативен потенцијал и од граѓанскиот и од невладиниот сектор, јас сега ве прашам, дали ќе ви преовлада логиката на партизација во изборот или ќе бидеме тестирани врз основа на тоа дека ни се важни експертите, а не лојалност? Јас сум државен службеник. Секојаш сум бил државен службеник. Веќе имам 32 години работно искуство, 22 години работам во процесот на европска интеграција, не сум афилиран кон ниједна политичка партија, работев и се уште работам со веќе 13-тиот подпредседател на Влада за европски прашања, почнувајќи од покојниот Јане Милјовски, па сега до господинот Османи. Никогаш не се врзувавме со политичка партија, бидејќи така е од самиот почеток и денеска е така. Ова е стратешка определба, генерацијска определба, историска определба на Република Македонија, независно од политичката профилијација, заради тоа што не сум сретнал досега, од цела оваа моја долга кариера,
некоја сериозна политичка партија која е против. На Чаловски се надевам дека нему ќе му одговарате малку поконцизно. Така, Чаловски, ти благодарам пред се, господине Тилев, добро дојдовте и од мене. Добро најдов. Главно за она што зборуваме денес е дефицитот исто така на македонисти, лектори, преведувачи. Ако ги прегледате последните бројки на заинтересирани студенти на факултетите за изучување на својот јазик, тоа се едни фрапантни бројки, а се луѓе кои што потоа ќе треба да учествуваат во процесот на преведување на тие правни акти на Европската Унија. Скринингот е веќе започнат, односно скринингот во процесот за започнување на преговорите, таа координација од Европската комисија, а вице-премиерот Османи рече дека и пред да дојде господинот Јоханес Хан, ние веќе сме работеле на тоа, односно 75.000 страници отприлика се преведени. До кај е материјалот до толку, до 75.000 или се работи уште на тој материјал? Се работи континуирано. Може би треба само да се каже во овој процес на скрининг, за кој што вие точно рековте дека веќе е технички започнат. Првата скрининг сесија ќе биде на поглавијето 23, правосудство и фундаментални права, 27 и 28 овој месец. Веќе е спремна екипата од нешто повеќе од 30 експерти од нашите институции кои ќе патува во Брисел. Тоа е оној така наречен објаснувачки дел од скринингот. Што подразбира тој објаснувачки дел? Тоа е оној експланатори. Наши луѓе одат во Брисел. Нашите луѓе, нашите експерти одат во Брисел. Во случајот за поглавијата 23, 2 дена имаме презентации од сите релевантни DG-а или генерални директорати од Брисел, кои што едно по едно ќе го објаснуваат секое парче од европското законодавство кое што го тангира тој дел. Правосудството и фундаменталните права, а тоа е големо подрачје. Тие ќе ги објаснат прописите, меѓутоа тие се стотици и илјадници страни, значи ние ќе треба потоа да се вратиме назад со тоа објаснување и да почнеме да ги анализираме. Да анализираме, да видиме која е дистанцата помеѓу тоа што ние денес го имаме во нашиот систем, не само прописите, туку институциите и нивниот капацитет за примена на таквите прописи и да видиме колкава е разликата помеѓу тоа што Брисел очекува од нас во текот на преговорите да го направиме и она што ние досега сме го направиле. Точно е дека ние досега, како што и спомнав претходно, не сме стоеле, ние од 96 година навамо, особено после 2000-2001 година кога почнавме со преговорите за спогодбата или кога исклучивме спогодбата за стабилизација и асоциација, интензивно ги транспонираме европските прописи во нашето законодавство. Кој е кадарот кој што работи со... Кадарот тоа се институциите, стручњаците во институциите, експертите во институциите. Долго трае процесот, имаме и флуктуација, некои се заминуваат, други доаѓаат. Тоа е еден макотрпен, затоа реков, тоа е маратон, макотрпен процес, кој што постојано бара освежување и обновување и проширување на тој круг на таа критична маса на експерти во институциите, што ќе можат да го транспонираат тоа законодавство. Транспонирање значи да го внесат европското законодавство во нашите домашни прописи. Тука само една вака странична забелешка, кога велиме преговори, практично ние не преговараме со Европската комисија, ние разговараме и се убедуваме во тоа колку нам време ќе ни треба за да го пренесеме тоа законодавство во домашното и колку време ќе ни треба да изградиме капацитети што ќе можат тоа законодавство да го применуваат. Инаку, вашето прашање на почетокот беше околу преводот и преведувањето на европското законодавство. Само ќе кажам дека на крајот, кога ние ќе дојде денот Д, да станеме членка на Европската Унија, целокупното тело или body of the acquis, целокупното тело на европското законодавство, ние ќе мора веќе да го имаме спремно на македонски јазик. И ние затоа не користиме термин превод на европското законодавство, туку креирање, создавање на европско законодавство на македонски јазик. Така, рековте има флуктуација, со оглед на тоа што ќе потрае. Значи, ќе има неколку години каде што ќе треба да се усогласуваат тие страници. До 2020 година само се предпоставува дека ќе достигнат бројка од 300.000 страници. Дали ве заплашува фактот што во Македонија можеби и нема да има луѓе кои што ќе можат да го работат тоа? Тоа воопшто Тука влегуваат лектори, преведувачи и македонисти. Не ме плаши тој дел. Јас ќе се навратам на едно искуство кое го имавме со одговорите на прашалникот, кога во еден многу куз временски период успеавме да мобилизираме
преведувачи, лектори и да преведеме на македонски јазик преку, односно од македонски јазик на англиски, германски и другите јазици преку 13.000 страни. Ако тоа можеме да го направиме во таков еден компримиран временски период под таков притисок, сигурно е дека можеме да го направиме тоа до нашето членство. За сега, велам, пак не стоевме, се работи со различен интензитет. Ние до сега имаме, податоците ви се горе-долу точни, негдека околу 80.000 преведени страници, но оној нормален текст, или околу 50.000 страници текст на службен весник, official journal. А може ли да го гарантирате квалитетот на... Квалитетот ќе се гарантира... Како ќе останете со динамиката, бидејќи потребна е стратегија за тоа? Ние веќе имаме и стратегија, имаме и координативно тело, имаме и заклучоци на влада кои скоро беа обновени, во кои што се оди на мобилизација на целото тоа, на целата заедница преведувачи, лектори, сите оние кои што ќе бидат ангажирани во текот на скринингот и потоа во преговорите. Во скринингот ние добиваме актуелно важечко законодавство. И тоа актуелно важечко законодавство веќе може да почне да се проверува од аспект на тоа што досега сме превеле и што уште треба да преведеме, бидејќи европското законодавство се движи. Значи, европското законодавство не стои, негде околу 1000 мерки по годишно има нови кои што се објавуваат, се менуваат, нови одлуки и така натаму. Тоа е нешто што е moving target, што се вика, или движечка мета, која што ние ќе достигнеме. За капацитетите, не велам дека идеални се, меѓутоа постојат. Има стручни луѓе, има стручни лектори, преведувачи кои што ќе можат тоа да го направат и експерти во институциите кои што ќе можат навистина да го читаат и транспонираат тоа законодавство во нашето национално законодавство, со тоа што ќе треба тие да се негуваат, да не излегуваат. Многу ви благодарам, се надевам дека ќе ни станете свој еден експерт домаќин на Студио 1, бидејќи нам ќе ни представува главна преокупација европското законодавство. Благодарам уште еднаш, Владко, не смеме да пробиеме, да бидеме европјани. Малку пробивме една минута, следува Кујна и јас не знам што ќе сготви, но во основа ги знам перформансите на политичката Кујна, затоа останете и после стандардите на нашата Маја.